Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Евстигни, свештеномаченикот Фави, папа римски и светиот маченик Понти, сенатор. Светиот маченик Евсигни бил војник при царот Максимилијан, при царот Константин Велики и при неговите синови. Присуствувал на мачењето на светиот маченик Василиск, видел мноштво ангели и самиот Господ Исус, како од ангел ја прима душата на овој свет маченик. Војувал при царот Константин и го видел крстот, што му се јавил на Константина. Истражувајќи во војската полни 60 години, во времето на синовите на Константина, се повлекол од воената служба и се настанил во Антиохија, во својот роден град. Тука поминувал богоугоден живот, во пост, во молитва и во добри дела. Во времето на Јулијан Отстапник, двајца скарани на улица го зеле него за судија. Тој му досудил правда на правиот, поради што кривиот се налутил. Отишол кај царот и го обвинил Евсигнија дека е христијанин. Царот го повикал Евсигнија на суд, но тој страшно го разобличил царот за отстапништвото од верата и го укорил со светлиот пример на Константина. Огорчениот Јулијан наредил та главата му ја отсекле. Пострадал Евсигни во длабока старост во 362 година и се преселил во Царството Небесно. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
Свештеномаченикот Фави, папа римски. Бил родом римјанин. Прво Фавијан бил селски свештеник, а потоа, кога при изборот на папа слегол бел гулаб врз него, бил избран за папа. Кроток и незлоблив, со голема прилежност ги собрал телата на светите маченици, чесно ги погребувал и на гробовите нивни подигал храмови. Исто така подигал и молитвеници и параклиси во пештерите каде што мачениците се криеле во времето на острото гонење. Го крстил царот Филип и неговиот син, принцот Филип, и со помош на крстениот сенатор Понти разурнал многу идоли и идолски храмови. Но кога се зацарил опакиот Деки, настанало страшно гонење на христијаните, во кое пострадал и светиот Фави со меч обезглавен во 250-та година. Свети Фави востановил мирото да се осветува на Велики четврток. Светиот маченик Понти сенатор. Син е на сенаторот Марко и на жена му Јулија. Како неродилка Јулија зачнала дури после 22-та година од брачниот живот и го родила Понтија. Крстен од папата Понтијан со својот другар Валерий, писателот на неговото житие, тој успеал да го приведе во верата Христова и својот татко Марко, и царот Филип со синот и многу други угледни римјани. Многу ја штител и ја помагал црквата како сенатор и бил голем пријател на папата Фави. Кога настанало гонењето од Деки, Понти избегал од Рим и се скрил под Алпските планини. Но во времето на Валеријан и Галеин бил фатен и измачуван со страшни маки, при што се пројавиле големи чуда Божји и многу луѓе се обратиле кон Христа. Тука се нашле и многумина прочуени кои му викале на судијата: уби го веднаш тој магесник. На тоа светиот Понти ги подигнал рацете кон небото и рекол: Ти благодарам Боже мој, што и чувитите викаат против мене како и некогаш отците нивни против Христа. Распни го, распни. Бил убиен со меч во 257 година и бил погребан од својот пријател Валерий. Достойно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления